емисија Мој збор разговарам со професор доктор Анис Сефиданис и со него ќе продискутираме за вештачката интелигенција, нејзината употреба, меѓутоа и да откриеме што конкретно представува вештачката интелигенција, дали таа може да ги задоволи сите аспекти, стандарди на дефиницијата и што представуваме под интелигенција, дали вештачката интелигенција денеска се користи најмногу во комуникацијската сфера, како што се верува од аспект на корисник, и дали вештачката интелигенција ја живееме денеска и какви промени таа ќе донесе, дали треба да се плашиме од поредокот и напредокот на вештачката интелигенција. За сите овие прашања ќе продискутираме во продолжение со професор доктор Анис Сефиданис, а вие останете со нас и проследете го нашиот разговор. Анис, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш учесник во емисијата на Мој збор во мојата нова сезона. Имено ние имавме веќе претходно разговор за вештачката интелигенција, меѓутоа ми се чини дека тој разговор повеќе го поврзавме со уметноста и со способноста на вештачката интелигенција да креира, односно го поставивме прашањето дали е способна вештачката интелигенција да креира, барем во она смисла на уметнички стандарди и дали креацијата на вештачката интелигенција може да задоволи некои стандарди кои што се очекуваат да бидат прифатени во сферата на уметничкото. Денеска зборуваме малку поопшто за вештачката интелигенција, затоа што мојот впечаток е некако дека се вртиме во круг. Прво, некако изостанува, отсутна е дефиницијата за тоа што се подразбира под вештачка интелигенција и обично од моите впечатоци, од комуникацијата што сум ја водела со луѓето од моето обкружување, сметаат дека практично вештачката интелигенција треба да има некаква еквиваленција со чет-ботовите или дека тоа е некоја софтвер на кој што можеме да разменуваме некакви пораки, односно да комуницираме. Дали вештачката интелигенција денеска се сместува главно во сферата на комуникациите? И што е впрочем вештачката интелигенција? Дали може да ја дефинираме вештачката интелигенција како она најопшта психолошка дефиниција способност за решавање на проблеми, или треба и науката да ја прилагодиме дефинициски и научната парадигма и научниот метод за тоа што следува од вештачката интелигенција, па можеби ќе имаме и придонес на вештачката интелигенција во науката? Дали се согласуваш дека денеска вештачката интелигенција е сместена главно во сферата на комуникацијата? И што да очекуваме ако е тоа така? Оти има еден момент на човекот најспецифично му е интеракцијата, комуникацијата, општењето. И тоа Харари го вика во Сапиенс. Значи, една од најглавните способности, алатки со кои што Homo sapiens успел да ги победи сите тие други видови на Homo по класификацијата на Лине, е токму способноста да се удружува, да има заедница, да има комуникација. И ако ја немаме тет-а-тет, ако ја немаме меѓу себе, туку секогаш посегнуваме по четување, односно разговор со софтвери на вештачка интелигенција, ќе изгубиме нешто или ќе добиеме? Најнапред недостасува целовита теорија за тоа што представува воопшто интелигенција. И мислам дека доколку одредена теорија е конечна, таа не може да биде ниту научно вистините. Интелигенцијата кај луѓето е дефинирана на неколку наврати низ историјата и секогаш во различни контексти со различна конотација. Последната дефиниција за тоа што представува интелигенцијата, која ние се трудиме да ја емулираме со помош на моделите базирани на машинско учење, е способноста на човекот да предвидува, односно да антиципира следни настави врз база на претходни наблюдувања кои ги имал на системите. Тоест да може да ги предвиди дизрупциите на системите во рамки на одреден контекст. Сега тука се вклучуваат тие механизми за дедуктивно и индуктивно учење, едното во рамки на парадигмите за вештачка интелигенција го нарекуваме надгледувано машинско учење, а другото ненадгледувано машинско учење. Надгледуваното поима интеракција со човековата свест, при што ние означуваме што е точно, а што е погрешно, додека во рамки на
втората методологија даваме комплетна слобода на машините да истражуваат сами и да носат судови не само за она што е надвор од нив, туку и за самите нив, односно за принципите врз база на кои носат судови и истите да си ги ревидират. И тука всушност се сокрива најголемиот потенцијал на оваа дисруптивна и експоненцијална технологија и најголемите закани од истата. Бидејќи вештачката интелигенција успева да ја хакира целата наша културолошка призма, цело наше знаење, да го абсорбира, да го разбере начинот на кој ние учиме и евентуално да изведе нови стилови на комуникација кои за нас се уште непознати. Она што го спомнавте дека нас комуникацијата не прави всушност да бидеме во предимство врз база на сите други организми во природата е многу интересно, бидејќи говорот како дел од јазикот, што е нешто многу пошироко, всушност е првата технологија која човекот ја создал и ние практично од апарат за прехрана или за преживување сме конструирале технологија алатка за интерперсонална комуникација преку мимикрија на звуци од природата во основа, па потоа создавање на повисоко ниво концепти енкриптирани во рамки на семантика, лексика и така натаму. Комуникацијата е основа за понатамошен развој на интелигенцијата кај човекот и вештачката интелигенција всушност ја разбира нашата комуникација, ја разбира до онај степен до кој ние можеме да ја образложиме. И сите други форми кои се јавени тука хибридни, без разлика на визуална експресија, мултимедијални стилови на интеракција, за системите базирани на машинско учење, всушност се увиди на тоа како ние се трудиме да споделиме одредено значење. И сега зашто сакав да дојдам до зборот значење, бидејќи тука се сокрива она што е човечко, што ние се трудиме да го имаме како ексклузивен епитет, бидејќи всушност целото знаење извира од основата на пирамидата каде почиваат податоците. Врз база на податоците или со екстракција, односно обработка на податоците, ние генерираме информации, односно извлекуваме информации. Тоа се параметри описни за податокот. Да не забравиме дека човекот има бројни сензори на својот биолошки интерфејс, како што роботите имаат бројни сензори за да може вештачката интелигенција да пристапи до податоците и она што ние го имаме како аксес до природата е речиси минимално. Например, белата или невидлива светлина е само адаптација на човечкото око повторно за преживување, а тоа не е целата светлина, тоа е дел од спектрот на светлина. Ние не гледаме тука сега рентген зраци, не гледаме ултравиолетови зраци, инфраред и така натаму. Во исто време сите тие со помош на одредени интерфејси може да бидат на достап на системите базирани за вештачка интелигенција и оттаму таа да биде поинтелигентна од нас. Имајќи пристап до повеќе податоци, значи дека има можност да извлекува многу повеќе информации. И сега врз база на информации, третиот слој од пирамидата, значи таа е нека аналогна на таа на Абрахам Маслов, што е пирамидата на потребите, да, тука имаме значи податоци, имаме информации, имаме знаење. Знаењето е всушност продуктот на комуникација. И тоа е консензуално се креира врз база на договор што треба да значат информациите. Значи ако имаме одредена хералдика на знамето, таа е представена преку форма и празнина, или ако имаме одредени бои кои се спектар од светлината, може да се договориме да не представуваат нас заедно и да бидат нашиот идентитет. И може да имат сосема друго значење во рамки на друга заедница. Она што
всушност представува човечкиот идентитет е значењето за информациите кои ние го задаваме заеднички. Да? И тука всушност секогаш ќе постои линијата помеѓу природното и вештачкото, бидејќи вештачката интелигенција ќе може само да учи од нашите значења и доколку евентуално, како што тоа го прават системите на генеративна вештачка интелигенција или GPT системите, Generative Pre-trained Transformer, тие успеваат да преку комбинаторика да изведуваат нови варијанти, односно да симулираат можни содржини кои евентуално носат во себе потенцијал да представуваат нешто што би било од наше значење. Сега тука се поставува прашањето дали тие го носат значењето или само го даваат потенцијалот за човекот да го наполни сето тоа со значење. Јас сум за ова второво. Јас мислам дека ние ги имаме сите есенции во нас самите и само го полниме ништавилото околу нас со сите тие есенции. Има еден интересен средновековен германски мистик од протестантската философија, Мајстер Ехарт, дека светот е едно големо ништавило, а Бог го поставил човекот во центарот за да му даде смисла на тоа ништавило. И тој центар е символичен, бидејќи значењето на Охридското езеро е луѓето кои живеат околу него, па прават обрезди најразлични, се забавуваат, љубат, тагуваат, додека водата е H2O на микроскоп, без разлика дали е тоа Охридско езеро или било кое друго во светот. Спомна неколку интересни аспекти кои што се врзуваат со човечкото однесување, биха и во реалниот дел на човекот и неговата поставеност во однос на мерења, вреднувања, некако попреми облики во науката, затоа што ако беше објект центрирана науката пред 17 век пред Декарт, одеднаш имаме една експанзија на интереси кои што се врзуваат со субјектот, да видиме што има зад камерата, да видиме што има зад субјектот, да видиме каква можност и какви капацитети и граници има тој што спознава, а не каков е карактерот на тоа што спознава. И тука се случија големи промени во науката. Вештачката интелигенција несомнено ќе донесе нови промени доколку се користи во научниот метод. Веќе имаше и некои обиди, особено во општествената наука, па се создаде една интердисциплинарна сфера која што се нарече когнитивна наука. И се поголем број на научници нели објавуваат трудови, работат, прават експерименти, наблюдување и се она што ја подразбира научно-истражувачката работа. Меѓутоа, мојот впечаток е дека науката од Декарт наваму, па ајде можам да кажам и дека е досега слободно, е антропологија, односно се занимава со аспектите на тоа како човекот се однесува, како човекот спознава. Тоа се некои, повторно ќе кажам, субјекто ориентирана наука. Сега, дали човекот со својата антропоцентричност, а таа вредносна парадигма нели се постави со ренесансата и со хуманизмот, и од тогаш имаме како да кажам, едно себељубие кон човечките капацитети, кон човечката вредност, кон човечката централна позиција во однос на сите други битија во светот. Дали тоа е впрочем проблемот, таа антропоцентрична парадигма, што ние имаме граница во запознавање со вештачката интелигенција, имаме едно, можам прилично да кажеме, пежоративно значење и препишуваме на вештачката интелигенција. Или го негираме нејзиниот капацитет, или ја доживуваме како нешто што е големо за нас, како нешто што е застрашувачки, или нешто што ќе не замени, па сега е време, навреме нели да го анулираме, да анулираме таа можност и да бидеме безбедни во она сфера каде што сме се позиционирале досега. Многу интересно. Всушност, ние се откриваме најмногу во она во кое се заоткриваме. И тоа е јазикот, како бираме да ги именуваме нештата. Терминот вештачка всушност открива наш страф од другото или потреба за адеринг, за оттуѓување на нешто што е
дел од некој поширок идентитет, повторно од страв да не изгубиме нешто од себе. Вештачката интелигенција е производ на човечкиот мозок. Човечкиот мозок е производ на природата и се што е производ на мозокот треба исто така да спаѓа во доменот на природата. Така што нема ништо тука вештачко. Тоа е воено и дел од нашата еволуција и ако гледаме ние наназад, претходните индустријски револуции, пример дигитализацијата, реши многу проблеми кои свесно или несвесно сме ги креирале во претходните две индустријски револуции. Дали е тоа глобално затоплување, дали е тоа загадување на животна средина. Дигитализацијата направија радикални промени, при што се решија голем дел од овие проблеми. На тој начин вештачката интелигенција јас ќе ја гледам како реакција на колективната свест на одредена состојба на човечкиот интелект кој требало да се надмине и тоа е поврзано повторно со многу прашања, главно идентитетски прашања. Денес ние сме загрижени, првиот удар што ни го зададе вештачката интелигенција преку нејзината експлоатација во делот на GPT системите, четботовите, генеративната ова вештачка интелигенција е врз интелектуалната сопственост. Што значи дека сега имаме некоја раскрсница каде треба да одлучиме дали ние ќе се бориме против себе си и ќе ја пригушиме во овие рани фази таа четврта индустријска револуција, или пак ќе прифатиме да влеземе во некоја постхумана ера, каде што сликите кои се креирани со помош на GPT системите ќе можат да добијат друга димензија во рамки на еден нов хуманизам, при што нема да биде индивидуалецот автор, туку ќе биде колективот. Дали вештачката интелигенција може да напише текст без претходно да го прочита Гете или Руми, или може да наслика нешто без претходно да направи процесирање на дигитализирани слики од Леонардо да Винчи? Е истото прашање кое може да си го поставиме себе си. Дали ние може да насликаме коњ, ако во животот не сме виделе коњ? Така што, мислам дека потребата од идентитетот кај луѓето нема да запре, но секогаш ќе се ревидира прашањето што е наше, а што не. И оние што се индивидуални евентуално критериуми за оценување на нештата во рамки на уметничките сензибилитети, во рамки на таа културолошка призма која спомнавме, етиката и слично, сега се прекршуваат за прв пат. Бидејќи вештачката интелигенција е тука не за да ни каже што е точно, а што е погрешно, туку евентуално за да ни каже кои сме ние, да може да ни го размонтира целиот процес врз база на кој носиме судови. Единствено што треба да се загрижуваме е дали тоа ќе биде искористено од страна на индустриите, експлоатирано понатаму како економско орудие за маркетинг цели, како што гледаме. Значи, предвидувањето на тие бихевиорални шеми на однесување во рамки на социјалните мрежи, вештачката интелигенција го прави на толку добар начин што може буквално да ги контролира нашите хормонални статуси, заради тоа што таа знае кои содржини евентуално може да не направат среќни или тажни. И во рамки на манипулација на таа динамика,
успешно може да ни продава производи кои воопшто не ни се потребни. Ми се чини дека кога зборуваме еве за идентитетските прашања и сето она што вештачката интелигенција го донесе како новина или како предизвик во начинот на кој што човекот ја стварува комуникацијата и живее во денешно време, се поставува и она прашање. Обично се вели дека технологијата или сите алатки со кои што човекот се служи, меѓу другото и вештачката интелигенција, се тука за да му го олеснат животот или за да му дадат слободно време. И тоа не е нова теорија, мислам ја има од Аристотел, и Аристотел е еден голем фан, обожавател на технологијата, на техниката во тоа време, или што била достапна во негово време, затоа што вели дека алатките колку повеќе ги усложнуваме и умножуваме, толку повеќе ќе имаме слободно време да се занимаваме со убави работи како што уметност или филозофија и да може човечкиот потенцијал кој што е специфичен за човекот да размислува, да се на некој начин оствари, да се отелотвори и да имаме некои убави дела како што Аристотел ја има, например, политика. Сега, прашањето ми е, вештачката интелигенција, да, го донесе тоа слободно време, меѓутоа ние тоа слободно време го користиме да четуваме повторно со чет-ботови. Прекумерено слободно време ни донесе криза на идентитет, па во психијатријата и во психологијата се изродија некои нови диагнози, нови називи за болести кои што ги нарекуваат диагнози или состојби или болести на досадата, затоа што човекот веќе не знае каде да ги реализира и во кој јазик да ги преведе своите мислечки потенцијали, и целото ние слободно време го трошиме со тоа што ќе седнеме пред компјутери и ќе четуваме со бот на вештачка интелигенција. Дали тоа е оној синдром на бегство од слободата за кој што пишува Ерих Фром, дека човекот колку повеќе има слобода, тој бега од самата слобода, затоа што веќе не знае што да прави со слободата. Дали ние го немаме капацитетот, впрочем, да се справиме со она кон што тежнееме и кога ќе го достигнеме, дури тогаш да се соочиме со сопствениот парадокс екзистенцијален, како да го наречам на друг начин, не знам, ама еве нека остане екзистенцијален парадокс. Тоа е суштествено прашање. Ако одиме кон онтолошките принципи и основи на свеста, од каде што и извираат тие феномени што потоа ги категоризираме како интелигенција или интелект, всушност ќе се судриме тука со две теории, едната е екзистенцијалистичка, другата есенцијалистичка, нели, мислам значи постојам или постојам значи мислам. Всушност тоа е најголемиот парадокс на самиот универзум, што е свеста, бидејќи за да дефинираме било што, неопходно е да се користиме со истата таа свест и се судираме со тој перенијален символ на аждеата што си го јаде опашот. Невозможно е да се реши таа загадка и тоа не е цел на современите информатички и комуникацијски технологии. Ние сакаме да најдеме формален математички модел не за репрезентација на она што нарекуваме човешка свест, бидејќи не знаеме ние самите дали сме свесни битија, немаме ентитет надвор од свеста што тоа ќе го посведочи. Може само искуствено да се доживее свесната состојба. И ние сме воено и наблюдувачи и наблюдуваното и го носиме со себе процесот на наблюдување, и кога зборуваме во термини на процеси, луѓето всушност уште од антика сакале да ги автоматизираат делумно или целосно оние процеси кои се репетитивни или компулсивни. И најстариот артефакт кој се поврзува со вештачката интелигенција и роботиката е монетата која го илустрира колосот од Талас. Всушност, тој бил замислен да представува автомат изработен од бронза, датира 300 години пред Христа. Денес тие монети се во Лувр, во Париз, можат да се најдат, инаку претходно пронајдени околу островот Крит. И легендата кажува дека по наредба на Зевс бил наречен да биде изработен
со цел да ги предвидува шемите на однесување на пиратите за да може да ја заштитат Европа, која му била нели омилена. И многу интересно тука, она што кажав претходно, најновата теорија за тоа што представува интелигенција ја имаме уште во антиката, во митот за Талос. Целта да се автоматизираат процесите, дали се тоа надгледување на островот за безбедност, или го имаме iRobot кој треба да ни го чисти домот, или имаме хуманоидниот робот DJ Алшар и слично, и да не ослободат од тие активности кои евентуално се механички, каде што човекот нема соодветен интерфејс, бидејќи не може да се артикулира себе си во рамки на процедура која треба да се повторува до недоглед. И оно што ги спомнавте вие како нови клинички диагнози, всушност сега јас не сум медицинско лице, тоа го имам истражувано од друг аспект, но може да се лоцира кога се појавува и има интересна коинциденција, тоа е баш со првите две индустријски револуции кои ги спомнавме претходно, каде што човекот е принуден на такви репетитивни активности. И тука се оттуѓува од себе си и тука всушност се јавува и таа осаменост, која повторно евентуално раѓа потреба од ние да можеме да ја компензираме со разговор со ChatGPT. Што значи колку треба човек да биде осамен за да посегне да разговара со виртуелен бот. И тука не можат да се видат ботовите базирани на вештачка интелигенција како причина за нашата осаменост. Тоа е нешто друго. Јас евентуално би ставил хипотеза дека ние сме ги креирале ботовите бидејќи сме знаеле дека веќе сме осамени претходно, без разлика што сме поврзани многу повеќе од претходно, дека сме во друштва, во мрежи и така натаму. Осаменоста извира од баш неможноста да се изразиме себе си. А неможноста да се изразиме на себе си е од одземеното слободно време, кое го наметна модерниот свет. Интересно, во антиката уште нешто етимолошки што се открива е зборот школа, значи слободно време, leisure time. И тоа било хоби, еманципацијата, истражувањето и слично, и тогаш било за аристократијата, да кажеме ова резервирана. Идејата на сите аристократи било тоа да стане комодитет и за рајата, но за жал денес и за рајата и за аристократите образованието стана предуслов за понатамошно намалување на слободното време, значи узурпирање на слободното време. Така што ние ги имаме тука промашено во дизајн самите тие процеси цивилизацијски каде треба да се движиме, а не е дека човекот не знае што да прави со себе. Имало учители уште од памтивек што ги воделе луѓето и секој во себе го носи семето на трансценденција. И секој сака да биде нешто повеќе и знае дека со откажување секогаш може да стане само нешто повеќе. И јас верувам дека вештачката интелигенција ултимативно, доколку е регулирана да не биде злоупотребена од политички институции, од економски механизми, антихумани идеологии и така натаму, може да не донесе до евентуално некое, не би го нарекол утописко сценарио, бидејќи не сум идеалист, но до повисоко ниво цивилизацијско, каде што сите потреби за екзистенција на човекот и решавање на основните проблеми на човекот ќе ги превземат роботи или системи базирани на вештачка интелигенција. Во истиот момент мислам дека ќе исчезне и нашата осаменост, бидејќи тогаш ќе бидеме вистински слободни, заради тоа што ќе може да бидеме
тие што вистински одсекогаш сме били. Анис, ти благодарам за овој прекрасен разговор. Се надевам дека како се развиваат работите, а ти кажа дека една од нашите клучни подготвености и капацитети ќе биде да можеме да ги предвидуваме работите и колку повеќе сме успешни во предвидувањето на развојните работи кои што се однесуваат со вештачката интелигенција, толку повеќе ќе можеме да одговориме на се она што не чека, така што верувам дека ќе ни се отворат и нови прашања и нови теми за некое следно гостување и некоја следна емисија. За сега ти благодарам многу и се гледаме повторно. Ви благодарам на поканата. Дали треба да ја менуваме дефиницијата или треба да ја прошириме дефиницијата се со цел да можеме да ограничиме и да определиме што е тоа вештачка интелигенција, или како што би кажал Хегел, ако фактите не одговараат на теоријата, тогаш дотолку полошо за фактите. Како поредокот на вештачката интелигенција ќе се одрази врз научната парадигма и она што се случува на план на промена на научниот метод, меѓутоа и каква промена ќе донесе во меѓусебната комуникација, општењето помеѓу луѓето, нивната интеракција и секако животот што го живеат, како ќе изгледа, дали тој ќе биде полесен или ќе биде покомплициран со доаѓањето на вештачката интелигенција и дали човекот е доволно подготвен, а не антропоцентричен, да и каже добре дојде на вештачката интелигенција и каков ќе биде неговиот однос понатаму. За сето ова продискутиравме во ова емисија Мој збор со професор доктор Анис Сефиданис, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. Се гледаме тогаш.